Кајакарот Љубомир Спасиќ беше прогласен за спортист на град Велес за 2014 година на традиционалната манифестација Спортист на годината. Вака одлучи Сојузот на спортови на Велес, кој го организира изборот. Значи, ова за мене представува големо признание. Значи, со многу голем напор, со многу голем труд, премногу надпревари, доспеав до ова признание. Значи, голема благодарност и до општина Велес, која што исто така ми помогна за реализирање на моите надпревари, до Сојузот на спортови на општина Велес, кој ми го возможи ова признание со по ранг листа таму, не знам, по бодување. Представува многу голем мотив за следната 2015 година, како лично за мене, така и за младите кајакари и за сите спортисти на град Велес. Спасиќ се надева дека идната година ќе обезбеди и ја олимписка норма, зашто ова признание му дава уште поголема мотивација. Инаку, на манифестацијата наградени беа уште десетмина спортисти во сениорска конкуренција, како кошаркарот Виларов, ракометарот Стојановски, велосипедистот Цветков, атлетичарот Михов, фудбалерите Крстев и Нанев, како и планинарот Георгиев и кајакарот Мирчевски. Признание добија и 15 млади спортисти, како што се фудбалерот Тодоровски, каратистката Војдиновска, кошаркарот Брчков, ракометарот Нанов, кајакарот Небиовски, стрелецот Чекова, велосипедистот Ванчевски, порачот Нацев, каратистот Васиќ, риболовецот Петрушевски, фудбалерот Ѓоргиев, стрелецот Џоневски, кошаркарот Камишев, ракометарот Саздовски и одбојкарката Џоневска. Па никогаш не може да се рече дека е доволно, значи секогаш треба уште повише, се дека не се достигне врвот. Дали ова е прва награда или имаш претходно? Да, ова е прва награда што сум ја добила. Во екипните категории во сениорска конкуренција, во топ 3 се најдоа кајкарскиот кано клуб Вардар, втора кошаркарскиот клуб Борец Баскет, а за најдобар беше прогласен младинскиот велосипедски клуб Велес. Апсолутно големо значење. Верификација на сите постигнати резултати на спортските терени. Морам да признам дека ова признание на прогласувањето на најуспешни спортисти на град Велес ни годи. Се состоеше во целогодишна активност во континуитет. Имавме неколку успешни настапи како клуб во сениорска репрезентација. Би го спомнал пред се нашиот успех на ранглистата на државната ранглиста на Велосипедската федерација на Македонија во друмски велосипедизам, каде освоивме второ место, и во велокрос дисциплината исто второ место. Помеѓу тимовите од младинска категорија за неуспешни беа прогласени Боречкиот клуб Борец, младинскиот велосипедски клуб Велес, а првото место му припадна на Стрелачкиот клуб Велес. Па конкретно за мене признание за успех, за работа со младите категории, признание дека децата не сме ги оставили на улица, ги собравме устреланата и како резултат на сето тоа дојдоа и ете успесите во државна конкуренција, во таа македонска лига, значи годинава децата беа супериорни, ланската година беа на второ место екипно, за малку не избега прво место, континуирани, работата континуирана со нив, даде резултат, година бевме убедливи прваци, се надевам дека ќе продолжиме и со другите генерации наредната година. Ванчевски и Андовски ги добија и признанијата за најдобри тренери за 2014-та. Оваа година ракометниот интернационалец Димитриевски е прогласен за амбасадор на велешкиот спорт, додека наградата за животно дело му припадна на поранешниот кајакар Борис Алчев. Па таа има, како да кажем, значение дека се што се прави во животот, еден ден некој го согледува и ти признава. Иначе, јас, како да речам, со мојата активност, не само како спортиста, не како само, како да речем, спортски работник, него и како стопанственик, секогаш сум стоел за спортот и сум сметал дека спортот е единствена место каде што луѓето со своите племенити особини, со својата желба за успех и така натака, можат позитивно да делуваат на сите луѓе околу нив. Годинава за најдобра спортска манифестација во градот беше прогласено отвореното првенство на Македонија во кајак во организација на кајакарскиот клуб Бабуна. Па пред се за мене значи голем успех ко човек, ко граѓанин на Велес, а и за клубот големо признание, бидејќи оваа година се потрудивме
нашата манифестација да изгледа онака како што треба да изгледа, мислам дека успеавме во тоа. Во рамки на училишниот спорт, признание добие Сојузот на училишен спорт Велес, професор Весна Николова, како најуспешен спортски педагог, како и основното општинско училиште Васил Главинов, кое е најдобро училиште во рамки на училишниот спорт во градот. Јас се гордеам, бидејќи тимот во Васил Главинов кој што работи, значи тимот од физичка култура, се стварно успешни, бидејќи оваа 2014 година имавме многу спортски настани. Многу значи и јас им посакувам на сите да добиваат такви награди и да бидат успешни училишта и да имаме успешна спортска младина. На манифестацијата беа доделени уште неколку посебни признанија, како посхумното признание за поранешниот кошаркар Костадин Ристов Фиќо, големиот влюбеник во спортот Панче Ќурчиев Пампикот, а признание добија и Јовица Ѓоргиевиќ Чича, како и докторот Никола Нацев. Можам да кажам едно огромно фала на ова признание. Верувајте, не очекував, бев изненаден. Меѓутоа, јас сум цел живот од моето раѓење, така речено, со спорт. Најпрво со спортовите на вода, па суви спортови, пинг-понг, веслање, скијање, скакање во вода, ракомет, одбојка и да ви кажам едно сигурно нешто, и тоа беше испомнато овде, јас сум основоположник на малиот фудбал. Во државата, не во Велес, во државата. Од Сојузот на спортови на Велес се задоволни од изминатата спортска година и велат било доста тешко да се изберат најдобрите од спортот во градот. Па таа е убедливо најсладка, ама и најтешка задача. Значи, управниот одбор и јас како председател на Сојузот на спортови, ова ни е последна година од мандатот и секоја година ни беше се потешко и потешко, меѓутоа се надеваме дека ги избравме најдобрите. Признание доби општина Велес за организацијата на првиот пливачки маратон кој се одржа на езерото Младост.